Есенското нестабилно време го зголеми бројот на настинки и вирусни инфекции, на удар децата и хронично болните лица. Лекарите велат нема место за паника, но внимателност е потребна. Времето се менува, телото реагира. Падот на температурите носи пораст на вирусни инфекции. Горно-респираторните симптоми веќе се чувствуваат, особено кај децата. Овие амплитудни разлики придонесуваат до надворешни климатски промени, колективно значено во затворени простори подолго време. И можеби како резултат и очекувано во овој период да се појават симптомите за горно-респираторните симптоматологија која што ја спомнавте. Најчесто околу 90% предизвикувачи на овие симптоматологии што е во овој есенски период се вируси и не треба да има загриженост. Се лекуваат симптоматски, сумирување, течности. Кај оние што имаат хронични заболувања и кои што симптомите персистираат со високи температури и помалите деца, секако да побарат совет и преглед од страна на својот матичен лекар за да се постави точната дијагноза. Докторите предупредуваат, при висока температура кај децата, важно е навреме да се побара совет од матичен лекар. Тоа најчесто и ние го советуваме, значи ден-два, ладење на телото, хидратација, антипиретите според, особено кај малите деца според телесната тежина, секако координирано од страна антипиретика, односно лекови кои што ја снижуваат температурата. Меѓутоа имаме и ситуации кај што високата температура, секој организам различно реагира, така да може да дојде до појава на, така да кажеме, конвулсивни грчеви, што не би сакала и не би посакала никому од родителот, затоа што се драматични да ги види кај своето дете. Не се страшни, меѓутоа сликата е така маркантна. Ако некој знае во својата историја или фамилијарно дека имала такви, да секогаш, значи, при 38,5 да побараат совет и помош на блиската здравствена установа. Со навремена грижа и следење на симптомите, настинките ќе поминат без поголеми компликации. За најмладите и хронично болните, советувањето со матичен лекар е клучно за безбедно и брзо закрепнување.